Туку чекај, абе, знаеш оти утре нашиот господар ќе оди напад, а? Не. Леле, бре, Тимчо, леле, шо тесна иде. Ами тој душата ќе ти ја изве и низнос. Море, дали тој мене ќе ми ја истај, или јас не му ќе му ја истам душата? Такво нешто сум намислил. Абе, само што ќе се сетам на него и нешто ми врие вака однатре и ми иди да му направам нешто толку лошо, толку и една работа што сум наумил. Само таа да му ја направам, за ум ќе му биде, така да знаеш. Седи, Мадро, не играј си, не расправај се со него. Кај можеш ти со него? Јас не можам со него. Ами оди тамо, биди мирен и гледај здрав и жив да се вратиш. Слушај, јас жив и здрав да се вратам ваков како што сум не сакам. Што ке ми е, видиме каков сум, бре, видиме цел живот му слугуваме, му аргатуваме од дење до ноќе и види не голи, боси, парталави. А тој види го, сарај, на злато спие, а и тоа се на нашата мака е. Скржав, аби тој да може од газот ке си касне. Видиш, кај ќе оди? Кај ќе оди? Не оти знам, а мислиш мене пак ми кажува? Како и да е, варди се од него како од оган. И немој да му грешиш. Кога ќе се вратам, ќе ти кажам се како било и шо било, па ќе видиш како ќе биде работата. Со тој ум, ако се вратиш. Ќе се вратам. Туку ќе одосечиш ти тоа? Оди, носи. Донесам ја некој дрво, кој ќе го слуша да вика да се кара, и да се приготви. Ајде, среќен пат и заедно да се видиме. Застани, Бајван. Кај одиш? Не гледаш дека стојам? Прости, господару, нешто се замислив и... Бре, мајката, бил замислен. И тој знал да мисли. За да мислиш, треба да имаш то што да мислиш. Туку слушај, таму подолу по патот има една меана. Ќе појдеш таму и ќе ми донесеш нешто убаво за јадење. И студена вода, разбра? Разбрав, господару, како не сум разбрал. Ама, се си мислам, не е ли поарно јас и ти заедно да си појдиме таму, да си седниме како луѓа? Молчи, бре, молчи. Ајде, постели ми. Веднаш, господару. И најде мене ум да ми делиш, а? Кога реков вака, сакам да биде вака. Ти мислиш јас дека знам тоа, ти шо ми ја каже. Ајде, побрзај. Веднаш. Проштевај вака. Малку господар. Тука. Ајде. Шо ме гледаш, бајде оди? Да, отидов, јас сум веќе таму, господар. Ајде.
се задавиш, да дай Господ. Тоа јадењето низност да ти излези. Да пукниш, да тресниш, да се распарчиш, да дай Господ. Да не одам јас и ти во меана заедно. Тоа сакаш, а? Сам да си се надиш, едно убаво, а јас суфле, па? Море, орли да те разнесат тоа што ќе го изееш. Да пукниш цревата, да ти ги истурат. Леле, абе, лажицата, да си висуши раката, лажицата, што ќе шубо мириса. Оној катилон онаму, сам ќе ми узе цело јадење. Море, знам јас тебе како да ти дојдам до ака. И не залчето, ами цело јадење ќе ти уизеам. Баш сега е време да ти го направам тоа што сум намислил да ти го направам. Абе, сум дребнал малку. Сум оспа. Абе, кај е овој, бе? Уште не се вратил? Ќе го отепам. Ене го. Види го, бе, како се влечка, како болно магаре. Што преш, бе, чопек еден, бе? Абе, што си го пикнал прстот во моето јадење, а? Абе, ќе ти сечам таа валка на рака, бе, гнасо една! Чиста ми е ракава чорбаџе, види? Ја миев на чешмата сега. Абе, како чиста, бре? Абе, шо мајка бараш да бркаш во моето јадење, а? Мува! Шо? Мува падна во јадење во чорбаџи и сега ја барам вака вртам овдека со прстиве, никако не можам да ја најдам пустињата. Каква мува, бе, кај ти беа очите, бре, абе, копу кедам, леле, ќе ме умре. Ќе му, бре, кој ѓавол ме натера тебе да те зеам на толкав пат, бре. Седнувај тука и да јадеш мувата, разбра? Јас ке си појдам в мена и таму сам ке седам. И слушај, конјот, да го вардиш како очите во глата. Разбра? Од раце да не го испушташ. Немај гајле чорбаџи. Види, нака стои коњот само врзан така, дури го изам јас ова со мувата. Сетне, од раце не го пушта. Така. Немај гајле, Така. на здравје да ми јадиш. Слушај, ти знаеш какви се арами и разбойници акаат по патиштава. Ќе ти го земат коњот со се товарот, а може и главата ти ја земат. И затоа, како што ти реков. И главата, и глава... Што зборуваш, бе? Што зборуваш, бе? Што ломотиш тука, бе? Абе, ти разбираш што ти кажам, ја не разбираш? Разбирам, чорбаџи. Немај гајле, на здравје да ми јадиш. Конјот. Баш сега да видиме колку е сладка мувата. И будала човек.
Добар ден, добар човек. Дал ти Бог добро, пријателе? Кај си тргнал со овој товар? Кај сум те наоѓа. Вака. Јас си седам овде и си чекам да помини некој сиромав човек е вака како тебе и да му дам коњов со си товарот. Аха. Господарот мој ми рече овај товар со си коњов да го разделиш на сиромаси. Оти тие многу работеле за него. Аха, и сега сакал да им помогне. Се ми се чини дека ти седиш тука и си играш мајтап со луѓето. Јас за таков господар немам чуено. А ако е вистина тоа што го зборуваш, мора да имал тој некој многу голем греф. Не знам сега, ама ти ми стоиш на многу сиромав човек. И еве тебе сакам да ти дам и коњот и товарот, заедно. Ама, ако разделиш и на други сиромаси, бива? Бидува, зашто да не бидува? Кој не сака да земе ако му се дава од срце? Само... Аха, што ме така... Чекај сега. Ај фати таму. Што направи, бре, човек? Не ти знам и јас, пријателе, што направив и зошто го направив ова. Така ми рече господарот. Рече, држи го и... Не е важно, работата е, што ми рече господарот, јас така треба да направам. Оти негова си е стоката, негов е коњот, како ќе каже тој, така јас си го слушам него и... ајој си со здравје сега. Ама мислам да не рече некој дека сум го украл. Не бери гајле. Еве, ако рече така, ти мене побарај ме и јас ќе кажам таму како било и што било. Јарно? Ај, оди ми со здравје сега. Ај, со здравје. Еј, ама... Не натаму. Наваму. Ај, така. Го направив тоа што требаше да го направам. Сега, господару мој, тоа јадење што го јадеше сам, нанос ке ти излезе. Море, бе. Станувај, бе. Станувај, бе. Ајде. Иде, бе. Станувај, бе. Ако те трестам, нема да станеш за цел живот. Кој? Шо кој, бе? Кај ти е конјот, бе? Кај ти е конјот, бе? Кажувај, кај ти е конјот со се товарот, а? Еве го. Каде, бе, го? Го нема. Леле. Леле, сум заспал. Леле, да пукнам на 300. Море, ако се пукнам, јас има да пукнеш на 300 парчиња, бе. Што ми направи, бе? Што правам сега, бе, море? Ќе се јам еден камен, бе, ќе те отепам на место, бе. Што ми направи, бе? Како да се вратам сега назад? А луѓето ме чекаат со стоката, а? Јас ке... Што ти, бе? Сузбе глас да не ти чујам, бе. Бе, Господе Боже. Бе, каква белја ме најде. Шо да правам сега? Чекај. Вака ќе направам. Слушај, стани, бе. Стани. Врати се. Кај ми е плајвазот? Кај ми е плајвазот? Не е тука. Ево го. Седи, не бъде. Така. Ево. Знаеш, що ти шеф, то и... Слушай се, мамо. Ова писмо ќе го даеш на господарката. И таа сетнем ќе ти каже што треба ти да правиш. Разбра? Разбра, чорбаджика. Јас ке те чекам в Меана. Да ми го донесеш тоа
што го порача во писмото. Разбра? Разбрав, чорбаджи, како не го ставам во појас. Веднаш го носам, значи ти ќе ме чекаш во меаната, јас ќе се вратам. Доста бе, службе, оди, трчај, оди и внимавај да не го загубиш писмото. Разбраш? Да, трчам. Да, таму бе! Шубе работа ова. Како нема никој да сретнам, некој да помини овдека? Како не знаев да читам, па сам да си го прочитам писмово. Пријателе! Ја застани малку. Ела, навака, да те опитам нешто. Кажи ме, синко, што мака имаш, а? Пријателе, ќе те молам за нешто. Кажи ми дали знаеш да пееш книга. Многу учен не сум, ама за да читам знам. Слава му на Бога. Пријателе, ќе те молам, ако да сакаш, да ми го прочиташ ова по случајо, а? Да видиш што вели. И што вели? Не ти се пишува многу арно, синко. Што белја си му направил на господарот, да? Овде пишува многу работи, а она што го пишува за тебе. Ич не убо. Пишува кога ќе го однесеш писмото, да те избркаат или да те отепаат. Аман бре, за еден коњ и малку стока ли да ме отепаат? Бре, што катил бил лош човек тој мојот чорбаджија? Па таков лош човек на веков немало. А да ме отепаат, а? Да те отепаат. Чекај, да не беше ти слуга кај Душан Богатиот, а? Од кај знаеш? Од кај знам. Сите имаме мака, море, синко, од него. Сите. Да знаеш мене што ми направи. Ајде да не кажувам, отиете и сега ме фаќа. Се мислев како да му вратам за лошотијата што ми ја направи и туку оп, ете те тебе пред мене како од Бога пратен. Знаеш што ќе направиме? Ова писмо, јас и ти сега ќе го искинеме. Оп. А јас ќе ти напишам друго писмо и ти тоа ќе го однесеш. А што ќе напишеш во писмово? Немај гајле, ичне моја мисли. Ќе ми благодариш до Бога. Кажи ми само ти мене сега, колку време ќе го нема твојот господар? Многу. 5-6 месеци не се враќа. Таман толку колку што ни треба. Таман. Дојде време да му вратам. Ете, никогаш не знаеш што ќе дочекаш. Слугата да го сретнам. Чекај сега вака јас да извадам картијава, земи ти ова, почувај го малку, ете така. Чекај плајвазо да го извадам. И сега ќе го напишам писмово. Вака. Дај малцка, ето така. Така. Душане. Чекај сега. Така. И што напиша? Чекај, не сум готов. Ете готово. Сега земи го писмово и однеси му го на жената му. Знаеш уште што сакав да напишеш во писмо? Што? Се си мислев да напишеш дека многу сум му помагал на господарот мој во трговијата и тој сега ме праќа кај него дома. И да ми ја дај ќерка му за жена. Разбираш? Токму тоа и го напишам. А бре, истото, ете, како ти да ми кажуваше што да напишам. Ајде сега ти, земи го то и
побрзај додека не се вратил господарот твој. Ајде. Ај со среќа и со здравје. Фала ти многу, пријателе. Ништо, ајде. Ај со здравје. Ако ми излаже и овај, како не знам да читам, мајката, сега треба да барам друг човек што ќе ми го прочита ова по случајот. Не одам јас така незнајно во устата на ламјата. Господарке, господарот ме прати назад да ти го донесам ова по случај, нешто заборавил, му требало, па... Ти, Тимчо, знаеш што пишува овде? Го знам само тоа што ми го кажа господарот дека го пишува. Дали пишува така, знаеш дека не знам да читам, господарке. И ако е точно тоа што ми го кажал... Читам. И не ми се верува. И не ми е мило. Ама... Овде пишува дека зет треба да те сторам. Вистина? Вистина. Не знам, таква работа ништо не ми кажа. Вистина ми кажа дека треба да му се однесат некои работи, ама не знам што му станало. И уште пишува да ти дадам додека да се врати да ја работиш ти неговата работа. Како да ти ја дадам неговата работа? Ајде кажи ми, кога не знаеш писмо. Ќе научам, господарке. Ќе научам и да читам и да пишувам. Јас сакам да научам. Сега, знаеш, прости луѓе, сиромашни, па не сум научил, а сакам. Сакаш? Сакал да научи. Оф, леле, не. Зет да те сторам, а? Татков збор мора да се слуша. И зборот на домакинот мора да се слуша. И морам да го послушам. Ама, ред е и керката да ја прашам дали таа сака. Сака. Сака.
Од кај знаеш дека сака? Не знам дека, ама знам сака. А сака? Вие да не се имате договорено пред тоа? Не. Не си има, знам, ама... Татко, збор назад не се враќа. А, се гледа дека јас ке горам на огнот, се гледа. Хајде. Нека биде и тоа чудо. Што е ова, бре? Што е ова, бре? Абе, има луѓе пред мене, јас сонувам дека стоите тука, а? Ама, пис... Молчи, Мори. Молчи! А ти цел живот нема да излезеш од затвор. Разбра? Писмото... Молчи, Мори, доста со тоа писмо. Доста. Ти имаше троа ум, ќе ти текнеше дека јас такво писмо не можам да напишам. Не, малку му е. Не, ќе те отепам, бре. Абе, јас со мои раце ќе те отепам, оти ако пратам некој друг, може како цар да се вратиш. Ама, татко... Ти да молчиш. Нема да молчам. Нема да дозволам моето дете да расне без татко. Што? Вистина? Истина, баба. Кажи нешто, домаќине, кажи. Што да кажам? Што да кажам? А ти бе, шом си толку умен да го направиш ова, вреди зет да ми бидеш. Амори, ќерко, кажи ми, ова е од сега или и од порано сте се милувале со овега? Од порано, татко. А сега сакаме твој благослов. Епа... Добро ми дојде, Тимчо. Умно дете си, а умот нема цена. Епа... Благословени да сте ми и од мене, и од Бога. Со среќа да